Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Почна судскиот процес за пожарот во дискотеката во Кочен и ова е најголемиот судски случај во независна Македонија. Интересот за следење на судењето е огромен. Колку ќе трае судскиот процес, никој не знае. Ако премолчиме и изгубиме вистината, ако не се соочиме со целосната димензија на оваа ненадомеслива загуба и оваа невидена трагедија, никогаш нема да имаме сила како општество да тргнеме на патот кон заздравување. Почини колку и да боли, пече и горчи во душите на сите, повикува и бара легитимни одговори. Кој дозволи работа на објектот, иако никогаш нема намена за вршење гостителска дејност? Кој дозволи влез без да обезбеди излици? Кој знаеш и имаше должност да проценува ризици, а дозволи и пресмета профит? Кој одбра и подпиша молб наместо санкција и затворање? Кој не ја согледа смртоносната опасност и услови за преслов во овој клуб? Доказите кои ќе бидат изведени ќе покажат без било какви дилеми дека злоделото во овој настан не е и не може да биде само казнивото действие на активација на пиротехниката и искрите кои достигнат до плафонот и предизвикаа пожар. Злодело е и самото постоење на овој објект толку години. Клубот Пулс отсекогаш бил безбедносна смртоносна стапица. Буре барот. Затоа искрите без никаква пречка имаа каде и да потфатат и да зацанат и уништат толку човекови судби. Сите докази кои ќе ги предлагате ќе бидат изведени од било која странка, освен некои што ќе мислиме дека се навистина ирелевантни за да не ни се одолговлекува постапката. Можеме овој совет да ви гарантираме дека колку што можеме ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме за се што ќе се случува во јавноста, ќе бидете информирани. Браво за обвинителите. Голем срам за адвокатите што ги бранат обвинитите. Како немат чувства и осет на оваква голема трагедија, каде ни ги убија нашите деца. Не знаете дали они имат дома деца, и дали така ќе размислуват и ќе постапуват да се на наше место, а не посакувам никој да е на наше место, да почувствува оваа болка, ние што ја имаме, со непроспиени ноќи и денови, ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче. А со постапката на бранителите денес, што почнаа, со првите постапки, нас повторно не убија. Ама добивме храброст од јавното обвинителство. Стварно, нека го слушнат крикот на мајките и нека се запрашаат што прават. Државниот обвинител очекува транспарентна постапка и дел од неговото гостување во тема на денот кој во целост го најдете на Сител.мк. Јас како државен обвинител и дел од обвинителите, токму во однос на овие околности, очекуваме транспарентна постапка, динамиката на судење. Судот ја определува, од наша страна се исполнети сите услови, така да токму во тој правец, јас како државен обвинител ги ангажирав дополнително уште неколку обвинители, а се со цел да не се одоголекува постапката од страна на јавното обвинителство. Затоа што, еве, денес, колку што знам, некои не биле присутни од тие сите обвинители, имајќи предвид дека има некои неодложна работа, а некои други причини. И политичките партии очекуваат целосна транспарентност и правда за случајот Пулс. Лидерот на СДСМ Венко Филипче порача дека судењето е тест за општеството. СДСМ будно ќе го прати процесот, целиот овој случај и ќе се спротивставиме на секој обид за манипулација или за прикривање на вистината или правдата.
Барам и очекувам процесот да се води отворено, транспарентно, пред очите на целокупната јавност. Ова го должиме на родителите, ова го должиме на сите граѓани и ова го должиме на целото општество. Ова е еден голем тест за зрелоста на нашето општество. Пресконференцијата на Филипче е срамен обид да глуми чесен во ситуација кога цела држава знае дека има сериозни дамки од модуларната, па се до разни набавки во здравството. Цела држава знае, освен обвинителството. И еве го повикуваме обвинителството на Заев и Филипче да делува одговорно и да испита се. Вистината мора да излезе на виделина. Македонија мора да гради систем во кој нема да има повластени и недопрени, туку законот ќе важи за сите. Заради тоа, овој случај е исклучително важен, велат од владеачката партија. Власта продолжува со пораките дека судиите се најплатени во регионот и дека нема зголемување на судскиот буџет, бидејќи не ги даваат посакуваните резултати. Опозицијата смета дека актуализирањето на оваа тема е обид за дефокус од реформската агенда. Наместо да бараат повеќе пари, судиите и обвинителите да си ги засукаат ракавите и да си ја заработат платата. Владачката партија оцени дека македонските судии и обвинители се најплатени во регионот, а имаат најниска доверба од само 2%. Германските судии завршуваат околу 800 предмети годишно, додека пак македонските само од 170 до 200 предмети. При тоа, македонските судии и обвинители земаат од 2,3 до 3,2 просечни плати, а германските судии и обвинители само 1,08 просечни плати. Наместо приоритет да бидат личните привилегии, приоритетот мора да биде правдата, ефикасното судење и независноста. Опозицијскиот лидер пак оценува дека власта манипулира со темата за да ја прикрие реалноста, а тоа е дека изминатата година не е донесен ниту еден закон од реформската агенда. Станува збор за тоа што и како треба да се направи за да се зајакне системот и да тие стигнат до поголеми буџети, така како што тоа функционира во развиените земји. Ете, тоа е вистинското прашање. А власта не го коментира така, поради тоа што за реформи не станува збор. Не станува збор за реформи никаде. Ниту еден реформски закон не е донесен од реформската агенда. Зошто? Поради тоа што тоа не им одговара. Сакаат да ставаат партиски судии, партиски обвинители, тоа сака да го партизираат судството. Ништо друго. Парите кои правосудниот систем ги добива од државниот буџет стана актуелни по последниот извештај на Европската комисија, која оцени дека во овој клучен сектор Македонија нема направено никаков напредок, а неопходно е државата да обезбеди системска независност на судскиот систем преку обезбедување на повеќе финансиски средства. Премиерот Мицкоски вината за лошите оценки од Брисел ја префрли на судиите и јавните обвинители, а тие му возвратија со писмо дека токму неговите неаргументирани критики ја подкопуваат довербата, но и независноста на судската власт. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Американската администрација дозволи продолжување на рокот за продажба на Лукойл. Има ли заинтересирани на што може да се очекува во овие вести? Наташа Мерсовска. Да, Маријан, 3 американски компании се заинтересирани да го купат рускиот нафтен гигант Лукойл. Откако Американското министерство за финансии го продолжи рокот кој истекуваше на 21 ноември. Сега новиот рок за продажба на Лукойл е 13 декември. Во меѓувреме Финска, Лукойл во Финска објави дека ги продава сите 430, односно ги затвора сите 430 бензински пумпи затоа што им снемува нафта. Како ќе се трошат за лихите, така ќе ставаат клучна врата. Во меѓувреме Лукойл во Македонија се уште трае таа неизвестно што ќе се случува со компанијата која што е присутна кај нас и вработува над 500 лица. Деталите кој се е заинтересиран ги гледаме во прилогот. Расте интересот за купување на рускиот гигант Лукойл и американскиот ExxonMobil ги разгледува опциите да стане собственик на имотот на Лукойл во Казахстан, откако претходно неговиот конкурент Шеврон го објави истото. Листата на потенцијални купувачи се зголемува по објавата на Американското министерство за финансии, дека го продолжува рокот за продажба за уште 3,5 недели, односно до 13 декември. Reuters објави дека Ексон може да достави понуда за полето Западна Курна 2 во Ирак, кој е највредниот имот на руската компанија. Меѓу заинтересираните за нафтениот гигант и американската фирма за приватен капитал Carlyle
Имотот на Лукойл се проценува на 22 милиарди долари. Ако некоја компанија го купи Лукойл, купувачот нема да смее да исплати сумата на руската компанија, туку ќе треба да ја уплати на посебна сметка, која ќе биде блокирана се до отстранување на санкциите, појаснија денеска од ОФАК. Инаку вчера финската компанија T-Oil во сопственост на Лукойл најави дека постепено ќе ги затвори сите 430 бензински пумпи поради снемување гориво. Како ќе се трошат залихите, така ќе ставаат клучна врата. Лукойл се присутни во Македонија, каде има 40 бензински пумпи и вработуваат над 500 лица. Неизвестноста кај нив е голема, затоа што досега никој, освен председателот на регулаторна, не им даде одговор дали ќе продолжат да работат. Досега продолжена лиценца за работа до 29 април следната година има 4 компании на Лукойл кои работат во Бугарија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Зијадин Села ја напушти коалицијата Судуј ќе действува како посебен политички субјект. За сега нема соработка со владиното мнозинство. Зијадин Села го напушта бродот на Али Ахмети. По изборниот резултат на локалните избори, председателството на партијата одлучило да делува самостојно, а пратениците во собранието да функционираат како независни. По одлуката, Села не е достапен за коментар како ќе делуваат во парламентот, со оглед дека има 4 пратеници недоволни за пратеничка група. Села доби ладен туши од премиерот Мицкоски, на кого преку албански медиуми му постави услови за да започнат разговори за влез во владината коалиција и обезбедување на Бадентирово мнозинство во парламентот. Премиерот не ги слушнал барањата, но му порача дека нема да прифати никакви ултиматуми и условувања. Одвојувањето на Села е дополнителен удар за Дуи, откако од коалицијата замина Итачи. Сепак пратеничката група на Дуи не гледа проблем во делувањето. Господин Села не заминува никаде и Алијанса за албанците, тие се во собранието и ако добро ги прочитав и јас и јавноста, тие продолжуваат да делуваат опозиционо и нормално е дека ќе имаме комуникација, соработка и во иднина. Тоа се нивни легитимни ставови и ние ги поддржуваме ако сакат да ги зајакнат нивните структури. Завреди кои веќе потврдија дека се водат интензивни разговори со пратеници на Дуи за преминување во мнозинството, заминувањето на Села е потврда за распад на коалицијата на Ахмети. Нивниот континуиран недостаток на координација веќе стана модел на неуспех, не само што не успеваат да обликуваат заедничка насока, туку секој ден докажуваат дека оваа коалиција функционирала само како засолниште за тесни лични интереси, а не како политички проект за албанците. Паралелно со прекројувањата во албанскиот блок, според Филипче, договор со ВМРО-ДПМН не може да има за ниту една тема. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Дождот што веќе 2 дена паѓа предизвикува сериозни проблеми низ државата. Врнежите ќе продолжат. УХМР најавува пат на температурите од недела. Поплави, одрони, спасувачка акција и отежнат сообраќај. Влажниот грант што ја зафати Македонија предизвика сериозни проблеми за возачите, пешаците и службите. Повик за спас на 2 лица заглавени во автомобил рано утрово била првата работна задача за пожарникарите во Старо Нагоричане. Спасувачката акција резултирала успешно. Лицата биле заглавени до бањата во село Стрновац поради излевање на пчиња. Из Скопје 8 на потемни облаци. Сител направи обиколка. Дел од улиците претворени во вештачки езера. Во Козле жителите едва и успеа да ги извадат своите автомобили од поплавените паркинзи. Службите во Центарот за управување со кризи имале полни раце работа. Во Скопје пријавено е досега поплавување на еден стамбен објект. По Старо Нагоричане реката Пчиња излегла околу 20 сантиметри над коритото на неколку локации, без зафатени куки, а се расчистува на собраната дрвена маса кај Коински мост. Во Битолско и Решенско има повеќе одрони и поединечни поплавени објекти, а екипите активно ги расчистуваат коритата и приодите кај мостовите. Синоптичарите предупредуваат дека во последните 2 дена најмногу дожд наврнало околу Лазарополе. Врнежите од дожд ќе се задржат до крајот на неделата. Јутре не очекува променливо облачно време со локални врнежи од дожд кои што конкретно денот ќе се засилат, а од петок не очекува нов бран на врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер, локално во форма на невреме и појава на грмежи.
Поради обилните дождови кои што ја зафатија државата, значително е зголемен водостојот на реките, особено на Вардар. Токму поради ваквите причини властите препорачуваат внимателно движење покрај реките и езерата во државата. Габриела Лескова, Сител телевизија. Тука крајот